За репликата, колешка Жаклина, бидејќи се повикавте на проевропски закон, јас ќе ви кажам дека секогаш кога се работело за проевропски закон или закон кој што не води на патот кон евроинтеграцијските процеси, ВМРО ДПМН било за и ќе биде за, така да нема потреба од тоа да потенцирате. Не знам зашто сте зачудени што овој закон го поднесуваме, го поддржуваме, а во поглед на тоа што споменавте дека во време пред да се случат последниве локални избори, кога сме ги квалификувале градоначалниците на партиите на актуелната влада, би рекла не власт, за неспособни, па јас не знам како треба да се квалификува градоначалник кој што е оставил својата општина во долг од 24 милиони евра, како што беше случајот со Тетова, нели, тоа беше една од најевропските, проевропски кандидатки од партијата ДУИ. Значи, никаква друга квалификација, освен неспособност да оставиш една таква општина со долг од 24 милиони евра и да не останам должна во поглед на образование. Тоа повторно се однесува на општина Тетово, бидејќи нели јас доаѓам од 6-та изборна единица, би сакала еве колешката Жаклина Лазаревска, бидејќи ми реплицираше, да го потсети нејзиниот председател во не знам која поред 14-та, 15-та оставка веќе како му е, да го потсети дека му остана нереализирано ветувањето за изградбата на гимназијата Кирил Печиновиќ. Таа требаше да биде готова, мислам, според неговото ветување пред 3 години. Ако замине ветувањето, се надевам дека вие ќе го превземете или да почнеме да прекинуваме да го споменуваме, па така да ви остане како кажано, па порекнато. Благодарам.